Жуле, работи за луѓе? Не ми одговараш, не ме регистрираш? Не регистрираш ли што те пише? Брат, не размислам за тоа сега. Дали има такви работи? Everything I do. Не е исто, верувај. Мене многу по... Мача. Пога не би ми било тешко да немам што да јадам, отколку да не можам да зборам со некој што ми значи. Океј, ајде да се делиме двајца по двајца. После? Како ќе издржиш? Ќе плачеш 24 сати дневно? Не. Ќе жалиш за тоа што се случило? Зошто е така, зошто не е поинако? Па нема да жалиш, Вака не смееш барем да има жалиш. 6 луѓе. Идеш шест дале. сме, а двајца? Што ќе правиш со двајца? Што ќе правиш? Не знаеш со што ме двајца? теши тоа што е ова игра и тоа што кога ќе испаднеме ќе бидеме Па пак. нормално бре луѓе. Нормално. Нормално. Ние влеговме како поединци. Станавме група. Така? Може би Се тоа е претворивме во проблем, група што каде преживевме. што се претворивме во група каде што не можеш да не разбиеш. Да, баш Значи така. буквално ти мене да ме прашаш за нешто, и јас нема и да си крива, јас тебе нема да те обвинам. Јас ќе земам све на мој грб, затоа што ние баш станавме така. таква група. Тоа е само твој избор. Ти си сам роден и сам ќе си умреш на крај. Затоа навикнете се на тоа што е тука моментално и да не видам солзи уште еднаш. Се расправме? Се разбравме? Не е дека мене не ми е Мацки, тешко. се разлаках. Луѓе нема врска да е исто сме тука како и да е, нема. Само не сакам проблеми, мислам за нас ко група. И јас не сакам проблеми. Луѓе, групите ќе се менјаат, што вие? Да. Мене тоа ми е највеќе страх. Страх ми е да не Не се мене испадне цела кавги, група. да не испадне Не сакам ти да се казнеш, ни тој, ни тој, ни тој. Само Значи тоа. треба да сватиме дека е игра. Ама е Тоа што веламе? А што веламе? Ова е rules, како се вика закон? закони, да, Правила. Правила. Не е игра, туку е Па до правило. некој начин е игра, значи Не, многу јасно Добре, беше. јас си го сваќам како игра за мене да ми олесне, еве да кажем. Треба да го сватиш сериозно, да ја сватиш. Ја за себе не значи сакам јас да не ризикувам би- и не сакам и вие да ризикувате толку. Сакате да ви останам дома, сакаш? Не. Ќе јадеш тоа? Ќе јадеш ова ја? Тоест, која сега гледаш, таа? Нечепната или ова да ти остан пола, зашто не можем цела? И тоа го брзаш. Да ви види рефлекси? Озна. Брзи рефлекси. Ми се затнува тоа што собира во себе. Се надевам дека ја ова го престанете, значи. Престанете одма. Одма. Вака, вајкари. Вака си одмагам. Ајде, можеме луѓе си одмислиме тоа е игра, значи. Се надевам дека нема до крај вака. Не може ова. Се може да беше. Никад не сум бил скаран со некој да тоа не бъде. Јас. Или ќе нема да комуницирам со луѓе кои не ги уопште не гледам, знаеш. Така е. Али ја исто ми е кod дома со некој да сум скаран се поминам. ај, тоа дебела. Може ја да сум лут на некој сат време ради нешто. Давид да поминам, вака. И ја па што не држам лутина за 30 секунди ќе ми помине, ќе ми падне срце, не можам да психички ми делува некако уште првиот сат, што просто како да ви обяснам. Не стварно. Знаете дека многу малце ќе спиеме сега извор. Може стварно ова до крај. Шанс. Не, нема логика. Ќе ми наштетат апсолутно. Психички ќе Мене не психички ќе ми наштетат, ќе не можам да мислам на друго. Ќе поминуваш Не дома, можам да нема се да ги гледаш поминам со луѓе. луѓе вака. И ова е можеби некој тест со животот. Не можем него е тест. Па добро. И ова требаше да го доживеам. Од друга страна, па правилата постојат за да се кршат.
Па ако има некој толку храброст, некакош, Ама мене ја не немам. немам храброст. Просто сакам мај веќе кога е тест да го искористам како тест. Јас сакам сама да видам каде можам. Морам да сега на крај ќе чистам и веќе ќе правам едно друго што треба, ќе готвам, ќе чистам. Што ќе правам сега? И ја не сум овде цвеќка за многу. Па реално. А луѓе ќе веќе Па ќе кажам, надвор од ова ќе не чекат многу погодни ствари. Ама јас знам. Ако збориме, кога веќе би се бавеле Ти со... можеш од тоа, ти можеш, еве, сега една работа ќе ти кажам, јас знам што се дешава и надвор. Да. А згоре на све па и размислувам како реагираат моите, како реагираат луѓето општо. Да. Како кој реагира, па се ми текнува на еден на друг, па ми текнува на после 12 дена ми текнува дека ја студирам. Па ми текнува дека треба да отидам после па на тој факултет. Па побогу луѓе, Забораваш и кој се? Нема забораваш, овде ова е ситуација у која ти се пружа можеби ретко у животот, мислам ретко, зависно од тоа колку ќе прифатиш и што ќе прифатиш у животот, али еве за мене мислам дека еднаш. Ти се пружа ситуација да ти го излечат од тебе она што никад не си ни знаел дека го поседуваш. Да. Значи од мене излекува за 12 дена работи која не знам. Дека ја може тоа го работам и ја кога ќе се начукам, можеби стварно викам дека имам нозека лепа брена, ама ја тоа го слушнав за бајлијата по реметев, мислам не е логично да одиш и да збориш дека имаш ноза лепа такава лепа брена. Не, бака звезда не се станува. Јас сум имал прилика да работам со многу звезди. Оние кои брзо забораваат кои се и што се. Јас сум сигурен дека они дома немаат слуги. Дали ме разбираш? Меѓутоа мене не ми е жал за нивните мајки. Јас по ова гледам дека они немаат помош. Нивните мајки немаат помош. Мене ми е жал што они толку брзо кукуваат ума и оставаат, забораваат дека вие до преска сте биле со нив, да му го измиете танера на некого. Зошто не може да се штипне и да рече и незија болија кој штипна? Не размислуваат на тоа. Тебе ова е да се правда до утре можат сите. Али Даниел, ти мора да бидеш свесен дека они имаат наредба да не понижуваат. Ама не може да те понижува, тоа е културата. Колку самиот ке си дозволи човек. Никој нема наредба да понижува никого. Никој не смее да навредува никого. Дали ме разбираш? Зошто не се осудив јас во сите овие денови овде да го оставам своето да ми го измие некој, зашто ја уживам да ја помогнам и на мајка ми. Ја дома немам слуги, ниту пак имам. Без разлика дали сум богат или сиромак. И ваков тип на работи, од типот на ова е богат, ова е сиромак, не треба да вонадат. Вие ќе бидат утре звезди со многу пари. Меѓутоа работите за сиромашните луѓе исто. Значи треба да работите за нив, да им помогнете, да ширите љубов. Тоа е звезда. Со моето искуство со работа со звезди сум го научил тоа. А ова брзо губење на ум и во рок од 10 минути станување звезда и правење глупости од типот на не го мијам, фрлање, тоа не го правам. Тоа така и дома функционира, така и на мајката толку се помага. Така да мислам дека тимот сиромашни е гор, што сме у губитниците, заради тоа што ние сме сепак победници на крајот од денот. Да. Губитност е да го изгубиш, да си изгубиш себе, да не знаеш каде си, да не знаеш што преш и да заборавиш на себе. Точно. Пошто јас сум сигурен дека секој еден од нив е добар човек и да сме родени како такви. Меѓутоа многу е важно колку се цениш себе си и колку брзо ќе дозволиш да заборавиш кој си. А оние кои се звезди во моментот многу брзо забораваат кои се. Тоа не е успех на еден човек. Така да ние сме горни губитниците.